Нешто повеќе од 150.000 денари ќе се потрошат од сметката на комуналното предпријатие Водовод за набавка на така наречени диви метли, со кои ќе се одржува хигиената на јавните површини во градот. Според техничката спецификација во тендерската постапка, што веќе заврши, предвидено е да се набават 5500 метли, а испораката ќе се одвива сукцесивно во текот на годината според потребите. На една од последните седници на Советот на Општината, на која се разгледуваше и планот за работење на предпријатието за оваа година, имаше прашање и коментари за условите во кои се ангажирани лицата кои работат на одржување на јавната хигиена. Кога ги гледаме луѓето кои ја одржуваат јавната чистота, со какви метли всушност работат, и често пати ќе ги видам како со картонче ги собираат отпадните делови или со кутија исто од картон, должам да кажам дека овие средства треба да бидат за таа намена максимално искористени, затоа што не само ние граѓаните, него и граѓаните од другите градови кога доаѓаат, тоа е слика што се гледа и што е јавна, и тука барам да се посвети внимание повеќе на тоа. Според одговорните во Водовод, бројот на метли што ќе се набават не бил воопшто голем, затоа што пред 10 години тој бил двојно поголем. Ќе ве потсетам дека ние кога дојдовме беа не 5000, 10.000 метли, сега се 5000 метли. 5000 метри е рамка е, значи не мора да се искористат сите 5000 метри. Метли што се ставени, у зависност од квалитетот, од јавната набавка. Инаку, такви програми, и ова го има во цела Македонија, сите, за жал, се уште ние сме на тај квалитет на услуга, дека дај да Боже да можеме во иднина да земеме метларки, ама треба да дозволат и сообраќајови улиците да бидат адекватни за да ги користиме. И како е така, ова мораме да ги ставаме ние метлите како една проекција. Повеќе пати досега и на седниците на Советот, но и граѓаните поединечно упатуваат забелешки за одржувањето на хигиената на јавните површини во градот, посебно во централното градско подрачје. Реакциите се однесуваат на тоа што и покрај ангажманот на вработените и набавката на потребните алати и опрема за чистење, и понатаму има големи површини за чија чистота не се грижи никој, а како пример најчесто се споменува околината на трговскиот центар, како и дел од речното корито под железничкиот мост.